Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве ги насловите. Крива Паланка подготвена за празничните денови. Извозот од зоните годинава поголем за 15%. Системот на Европската Унија за азиланти е целосно нефункционален, изјави комесарот за бегалци на Обединетите нации. Работнички мора да погоди во Казањ. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите, дневникот е во 20 часот. Добро вечер, трет дневник на К3. Во името на жителите од населбата Перочичо, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН го повика градоначалникот Дамјановски да има слух за ветените предизборни проекти за жителите од Перочичо, кои што 3 негови мандати чекаат на реализација. Пресконференцијата беше одржана на улицата Ѓорче Петров, која е тампонирана и чека асфалт, а при тоа ВМРО ДПМН го потсети градоначалникот на бројните неасфалтирани улици во една од најголемите населби во Куманово, наведените спортски игралишта и детска градинка. Ниту една улица не е асфалтирана во населбата Перочичо. Една од нив е улицата Ѓорче Петров, која од неодамна е тампонирана и оставена во дупки од разјадениот тампон. Дамјановски нема слух за ветеното за време на неговиот трет мандат за овие жители на селбата, која е една од меѓу најголемите и е на само 1 километар од градот, повика од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на пресконференција која одржа заедно со револтираните граѓани од овој дел од градот. На градоначалникот око не му трепнува за проблемите на кумановци. Сепак ние ќе продолжиме и понатаму да го потсетуваме на неговите предизборни ветувања. Денес сме во населбата Перочичо, поконкретно крак на улица Ѓорче Петров. Всушност не сме ни сигурни дали ова може да се нарече улица. Иако асфалтирањето на оваа улица беше ветено од градоначалникот во предизборната кампања, истата е заборавена. Заборавена како и сите предизборни ветувања на градоначалникот. Заборавена како и целата населба Перочичо. Почитуван градоначалник, зарем граѓаните на оваа населба не заслужуваат да чекорат по асфалтирани улици, наместо да избегнуваат дупки и да се глават во кал? Каде се вашите ветувања како изградби асфалтирање на улиците 6 април, 30 јули, Руѓер Бошковиќ, Трајко Прокопиев, Ањѓа Ранковиќ? Каде е изградбата на подпорниот зид во Гладно поле Стардел? Каде е привремениот мост помеѓу улиците Ѓуро Пуцар Стари и улица Октомвриска револуција? Каде е канализацијската мрежа во Гладно поле? Каде е градинката во Перочичо? Каде е уличното осветлување? Дали ќе поднесете каква била одговорност за нереализацијата на овие проекти? Дали имате образ повторно да ја побарате довербата на граѓаните од населбата Перочичо? Од ВМРО ДПМН го повикаа на одговорност и пратеникот Оливер Спасовски, инакужител на населбата, кој заедно со градоначалникот во предизборието ветувал бројни проекти за подобар живот во Перочичо. Од ВМРО ДПМН посочија дека покрај асфалтирани улици, жителите чекаат и на изградба на спортски терени, детски игралишта и градинка, ветена да се гради близу до амбулантата во населбата. Традиционално, како секоја така и годинава, кривопаланчани вредно се подготвуваат за празникот кој се прославува во чест на заштитникот на градот Свети Јоаким Осоговски чудотворец, како и за големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица. Овие денови се повод и прилика за сплотување на кривопаланчани како домакини и бројните гости од земјава и странство, но и селеници кои се враќаат тука. Млади и стари, блиски и далечни роднини, подзаборавени пријатели, нови другари, сите се подготвуваат за големиот црковно-народен собор во манастирот. И 28 и 29 август биле и се значајни датуми во календарот на секој жител на Крива Паланка. Како што истакна првиот човек на градот Арсенче Алексовски, неопходните подготовки околу празнувањето се веќе финализирани. Па да, мислам дека сите подготовки се во тек. Ние како општина ги привршуваме нашите подготовки кои се во наш домен. Сите институции се подготвени. Сметам дека ќе имаме доста присутни гости оваа година, затоа што се паѓа петок спрема сабота, така да неработен ден и еве мислам дека ќе може да уживаат сите оние кои што се кривопаланчани и оние гости да бидат дел од празникот Свети Јоаким Осоговски.
Празничната атмосфера веќе можеше да се почувствува кога на новоизградениот градски плоштад Карпошово востание се одржа четвртиот поред фестивал Joy Fest. По целовечерното музичко доживување, во кој уживаа сите генерации од публиката, сцената е резервирана за настапите на фолклорните ансамбли од нашата и соседните земји, но и од малку подалечни меридијани на светот. На меѓународниот фолклорен фестивал, кој го носи името на заштитникот на градот Свети Јоаким Осоговски, својот мелос, песни и танци ги изведуваат културно-уметничките друштва од градот и гостите од Србија, Босна и Херцеговина, Словачка, Бугарија, Романија. Јас ќе искористам оваа прилика да ги посетам сите, да го посетат манастирот, да ја посетат Крива Паланка, да бидат гости во нашата општина, затоа што овој празник има своја традиција. На овој празник сите оние околни градови во близината на Крива Паланка, граѓаните од нив доаѓаат, го посетуваат градот. Сите оние кои се иселени од Крива Паланка се враќаат да бидат дел од празникот. Секое домакинство на свој начин го слави патрон денот на Крива Паланка. Традиционално почетокот е во попладневните часови на 28 август, Голема Богородица, кога река народ се упатува кон македонскиот манастирски бисер, христијанскиот храм свиткан во пазувите на столетната давовина Свети Јоаким Осоговски. Богослужби, обичаи, обреди, славје, музика, софра, трговија. Како и да е, со цел достојно и масовно прославување на овие денови, Крива Паланка живее во фестивалски дух цела недела претходно. Поканата од градоначалникот на Крива Паланка, како и останатите одговорни за богатата предпразнична културно-етничка агенда, се однесува на сите кривопаланчани, како и на гостите на градот. Заедно излезете и уживајте во предпразничната атмосфера, како и престојните празници. Крива Паланка продолжува да дише во ритамот на празничната атмосфера и дружењето преку културата. Вчера вечер граѓаните како и бројните гости во градот уживаа во изведбите од втората фестивалска вечер од 11-тото издание на Интернационалниот фестивал Свети Јоаким Осоговски, кој ќе биде затворен вечерва. Втора вечер од реномираниот меѓународен фестивал на фолклорот кој ќе обединува кривопаланчани од сите возрасти на едно место. И овој пат бројни беа посетителите на градскиот плоштад и во градскиот парк, од каде ги следеа автентичните фолклорни изведби на локалните културно-уметнички друштва, како и на гостите кои годинава пристигнаа од соседна Србија и Бугарија, Романија, Словачка и Турција. Публиката со своите сплетови се представија и пренесоа дел од фолклорното богатство на нашето поднебје, локалните културно-уметнички друштва 8 октомври, фолклористи и Карпош. Учествуваме на фолклорниот фестивал за културно-уметничко друштво 8 октомври. Настапуваме, јас сум дел од оркестарот на културно-уметничко друштво. Настапуваме веќе повеќе години со секако со народни игри, песни, хореографии кои што се извојуваат од пострадите друштва. Ние сме културно-уметничко друштво 8 октомври. Дали секоја година настапувате на фолклорниот фестивал? Да. Добро, со кој орак ќе се представите оваа година? Со источна. Фестивалскиот репертоар го збогатија гостите кои не ги криеа позитивните импресии од местото, дружбата и се разбира од оваа културна соработка. Дали за прв пат учествувате на фолклорниот фестивал? Не, идваме за поредна година и веќе познаваме тук доста хора, правим нови запознанства. Ходили сме по многу страни. Даже скоро ходихме на Полша, в Краков. We are from the Slovakia. We are from the town Swidnik. Swidnik is partner city for the Kriva Palanka. We are the second time on your festival. Festival is great. I hope we meet again with these people next year. And this is really young. This is a really young ensemble. All of these are students.
So we are from the northeast part of Slovakia. We dance traditional dance from the region district Šariš and also for the Ruthenian minority. So goodbye, we see you next year. Oh well, yeah, it was my first time in Kriva Palanka. Even though the ensemble, they have been already here, but I wasn't. And I really like it in here because there's so many cultures and so many different states, so I like it. Фестивалот е одлична можност за запознавање со културите на овие народи. Велат кривопаланчани кои се импресионирани од колоритноста на носиите и карактеристичниот мелоритам. Како ви се допаѓа фестивалот тука на плоштад? Многу е убаво, многу ни се допада, многу е забавно и за млади, за дечиња и за возрастни, и за сите. Добро, кои игрорци најмногу ви оставија впечаток? Па сите, и Руманија, и Бугарија, Србија, сите се многу убави, многу убава носија имат, многу сме воодушевени. Како ви се допаѓа фестивалот кој се одржува на плоштадот? Многу убаво, фестивалот е многу културен, многу убаво, многу весело. Сега гледам турскиот исто убав е, бугарскиот исто убав е. Мене се многу ми се допаѓа фолклорниот фестивал. Мене сега бугарските ора ми се допаѓаат македонскиве. Јас сум македонец и македонскиве најповеќе ми се допаѓаат. Добро, убав е. Дали бевте вчера тука? Да. Кои игрорци најмногу ви се допаѓаат? Нашите од другите земји? Од сите се убави. Меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски ќе биде затворен со вечерашниот концерт со почеток од 19 часот. Во рекреативниот центар Пелинце денеска е затворена 41-та ликовна колонија Куманово. На манифестацијата учествуваа 12 ликовни уметници од Македонија, Србија и Романија и оставија продукција од над 30 дела, кои кумановци ќе имаат можност да ги видат на традиционалната изложба по повод денот на ослободувањето на градот 11 ноември. 12 ликовни уметници од Македонија, Србија и Романија во изминатите 10 дена твореа на 41-та меѓународна ликовна колонија Куманово, што се одржа во рекреативниот центар Пелинце. Уметниците се задоволни од прекрасната недопрена природа, тишината и инспирацијата што ја нуди комплексот и оставија богата продукција од слики како и 2 скулптури од уметникот Александар Гачев, кој по затварањето на колонијата ветил дека ќе се врати во Пелинце и ќе донесе уште неколку негови дела кои ќе го красат приубавиот екстериер на комплексот. Први пат сум у Пелинцима и уопште у Куманово. Прв пат сум на оваа колонија и воопшто во Куманово. Изненадена сум во позитивна смисла и во однос на организацијата и во однос на гостоприемството и она се што го доживеав овде на колонијата. Ке понесам прекрасни импресии од дружбата тука. Прекрасно беше да се работи. Насликав 2 слики, од кои на едната е споменикот на културата од 14-тиот век Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричане, кој ме плени и воодушеви со својата убавина. Пелинце е прекрасен амбиент, кој што е инспиративен со самата своја природа. Како ретко кое друго место има извореден спој на планина и на река и ние буквално сите овие изминати 10 дена овде се чувствувавме како дома. А тоа значи дека имавме секојдневно средби, интензивни средби, разговори и во тоа така наречено ликовно ателје секојдневно се создаваа нови ликовни дела. Манифестацијата ја организираат општината Куманово и музеот на град Куманово под покровителство на градоначалникот и Советот и Министерството за култура. Продукцијата од колонијата ќе биде представена во рамките на изложбата која традиционално ќе биде отворена во чест на денот на градот 11 ноември. Така и овој пат успеавме да изнегуваме традицијата и успешно да изреализираме и оваа ликовна колонија, која што е во реализација и под покровителство на Министерство за култура на Република Македонија и градоначалникот и Советот на општина Куманово. Јас најпрвен би сакала од свое лично име да им се заблагодарам на сите уметници кои што беа овдека, се одозваа на нашите покани и на вистина инспирирани од овој прекрасен амбиент, од нивното дружење, минувајќи ги своите искуства помеѓу себе, своите творештва, успеа да направат продукција како што ја имаме денеска, која што можете да ја видите си. Куманово постана една од најбрендираните
градови во регионот по ликовната уметност, тој го заслужува. Впрочем, со историјата на уметноста која во минатото ја има. Драго ми е што 10-та година поред ја затварам, односно 11-та ми се чини дека од прва година како се оствари овој монумент. Од тогаш постојано сме овде. Мислам дека имате добри прикладни услови за творештво, можда и најдобри во Република Македонија, сите колонии. Колонијата Куманово е една меѓу најстарите во државата и се одржува од 1974-та. Над 1000 изработени дела во разни техники од претходно одржаните колонии изложени се во просториите на државни и општински институции. Првично започнала да се организира во манастирот Прохоропчински во Србија, потоа во манастирот во Матјачи и на крајот како изграден меморијалниот центар Асном, последниве 10 години се одржува во Пилинце. Кумановската полиција поднесе кривична пријава за 4 разбойници кои синоќа кај селото Шупли Камен ограбиле афганистанец. На државјанин на Афганистан му понудиле за сума од 50 евра да го превезат во Србија. Како и да е, со закана со пиштол го ограбиле, му го земале ранецот во кој имало 1200 евра и 2 мобилни телефони. На двајцата им одредена мерка притвор во траење од 30 дена, додека другите се во бегство и се трага по нив. Во Центарот за култура се одржа трибина "Завист, греф или општествени човечки феномен". На оваа тема пред присутните говореа Јасминка Наумовска, гешталт психотерапевт, и Горан Стевчевски, клинички психолог. Па би рекла дека е и греф и човечки општествен феномен. Значи, многумина, така да кажам, уште за поводот малку, многумина од нас плачат со расплаканите, но мал број е на оние кои можат искрено да се радуваат на туѓиот успех или да споделат некоја туѓа радост. Значи, сведоци сме на отуѓувањето, кое од година на година, од ден на ден, е се поголема помеѓу човечките суштества. Оваа појава навистина станува алармантна и е поидовна основа за тоа да размислуваме сите заеднички дека нешто треба да менуваме. Единствено што можеме да направиме е да работиме на проширување на нашата свесност, да ја прошириме нашата свесност, а тоа ќе овозможи да допреме до чувството на љубов. Само љубовта може да се спротивстави, да овозможи да се изрази оваа емоција. Ова емоција и незината силина е длабоко вгладена во нашиот нагон за примање. Тоа е основа и ние не можеме него да го промениме доколку не успееме да ја освестиме оваа емоција. Под покровителство на австрискиот канцелар Вернер Фајман во Виена се одржа самит за Западен Балкан, на кој учествуваат премиерот Никола Груевски и заменик председателот на владата Владимир Пешевски, министерот за надворешни работи Никола Поповски и министерот за економија Беким Незири. Самитот се одржува во континуитет на берлинскиот процес инициран со Берлинската конференција за Западен Балкан, која што се одржа под покровителство на германската канцеларка Ангела Меркел во август 2014 година. Потребно е Европската Унија да преземе конкретни мерки по прашањето на азилантите, бидејќи издвоените по 1 милион евра за помош на Македонија и на Србија не се доволни, истакнаа министрите за надворешни работи на двете земји Никола Поповски и Ивица Дачич на заедничката пресконференција. Ако нема европски одговор на ова прашање, никој од нас нема илузии дека проблемот ќе биде решен. Охрабрува тоа што Европската комисија е свесна за проблемот, истакна министерот Поповски. Тој укажа дека Македонија е соочена со специфичен проблем што во неа влегуваат мигранти од земја членка на ЕУ. При тоа тој нагласи дека во Македонија доскоро влегуваа по 4000 бегалци дневно, како и дека прогнозите за наредниот период се дека дневно во земјата ќе пристигнуваат по 3000 мигранти. Шефот на австриската дипломатија и домакин на средбата Себастијан Курц подлаче дека е неопходно вниманието на ЕУ да се пренасочи на западно-балканската рута и дека е потребен европски пристап во решавањето на проблемот со азилантите. Според него, само со заеднички европски пристап е можно пронаоѓање решение за предизвикот со кој се соочува континентот. Европската Унија на државите од Западен Балкан ќе им додели 600 милиони евра за енергетски сообраќајни и железнички проекти, соопшти австрискиот вице-канцелар и министер за економија Райнхолд Митерленер.
На самитот за Западен Балкан, кој започна во четвртокот во Виена, австрискиот министер изјави дека на овој начин се покажува дека Европската Унија не дава само изјави, туку и пари за конкретни проекти. Договорениот пакет за поддршка е предвиден за 10 различни проекти кои ќе започнат наскоро, а меѓу нив и автопатот Ниш-Приштина-Драч, како и модернизацијата на железничката пруга меѓу Белград и Сараево, пренесува Танјук. Митер Ленер соопшти дека се потврдени 24 проекти кои ќе бидат реализирани следните години, во вредност од околу 7,7 милијарди евра. Според него со ова треба да биде постигнат раст на бруто домашниот производ од 1% годишно во земјите од Западен Балкан, а целта е во наредните 15 години да се отворат 200.000 нови работни места. Самитот за Западен Балкан, кој се одржува во рамките на Берлинскиот процес, инициран од страна на германската канцеларка Ангела Меркел, се одржува со цел да се засили поддршката за европската перспектива, економскиот развој и подобрата инфраструктура во регионот, како и соработка со земјите од Европската Унија. Со зголемувањето на странските инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони, расте извозот, но и креирањето на нови работни места. Според директорот на технолошко-индустриските развојни зони Виктор Мизо, во првите 7 месеци од годинава извозот од зоните изнесува 820 милиони евра и е поголем за 25% во однос на истиот период лани. До крајот на годинава се очекува за над 15% поголем извоз во однос на претходната година. Најголем дел од зголемувањето на извозот се бележи од работата на веќе постоечките компании Johnson Matthey Johnson Controls во Штип, Ван Хол, Кемет во Скопје, иако овие проекции беа дека за разлика од минатата годинава ќе имаме зголемување од 10 до 15%, таа бројка имаме надмината и до крајот можеме да зборуваме за зголемување на извозот за 30%, изјави Виктор Мизо. Вчера во Штип почна со работа германската компанија Technical Textile, инвестиција која чини околу 15 милиони евра, а во неја ќе се произведуваат повеќе компоненти од фиберглас, кои има широка примена во градежната, авионската и автомобилската индустрија. Според пресметките, годинава се очекува драстично да расте бројот на нови работни места со отпочнување на работа на овие компании и да достигне до 5000 места. Во наредните 2 до 3 години бројката на компаниите инвеститори нема само да влијае врз зголемување на извозот, туку и ќе биде генератор на нови работни места, истакна Мизо. Системот на Европската Унија за азиланти е целосно нефункционален, изјави комесарот за бегалци на Обединетите нации. Убиецот на двајцата новинари во САД оставил проштално писмо. Истрага за експлозиите во Тијанцен, 12 лица уапсени. Следуваат вестите од светот. Системот на Европската Унија за азиланти е целосно нефункционален, изјави високиот комесар за бегалци на Обединетите нации Антонио Гутереш. Тој ја повика Унијата подобро да го координира одговорот на приливот на илјадници бегалци што бегаат од судири на Блискиот Исток и од Африка. Гутереш по состанокот со францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казне во Женева рече дека одговорот на Европската Унија може да вклучува воспоставување центри за регистрирање на мигрантите во државите во кои пристигнуваат голем број од тие луѓе. Такви центри би можеле да разграничуваат бегалци од други луѓе на кои не им е потребна заштита, изјави шефот на УНХЦР, алудирајќи на економските мигранти. Европскиот систем за азиланти моментално е целосно нефункционален, изјави Гутереш, додавајќи дека секоја држава мора да го направи својот дел од работата. Убиецот на двајцата телевизиски новинари Вестерли и Фланаган оставил проштално писмо. Во него тој вели дека пукал поради расна дискриминација. Ова го соопшти АБЦ повикувајќи се на писмото што е добиено по факс. Во писмото Фланаган раскажува дека со нападот се одмаздувал за пукањето во Чарлстон на 17 јуни во кое 21 годишен бел американец застрелал 9 афроамериканци. Фланаган исто така тврди дека тој самиот бил предмет на расна дискриминација, сексуални напади и слично во работата. 41-годишниот американец кој кратко работел за телевизискиот канал пукаше во своите колеги за време на утринскиот блок. Трагедијата се случи во градот Мони, сојузна држава Вирџинија. Новинарот Алисон Паркер и операторот Адам Варт почина на лице место. Потоа тој се застрела и почина во болница. Во меѓувреме на местото на настанот на двајцата новинари се одржа церемонија во нивна чест. Кинеската полиција уапсила 12 лица под сомнеж за вмешаност во неодамнешните експлозии во Тијанцен. Според полициското соопштение, меѓу уапсените е директорот на компанијата кој е собственик на магазинот Руи Хај Лоджистик, Јус Јуевен, неговиот заменик Донг Хесјуан и тројца високи представници на фирмата.
За сега не се соопштуваат детали од обвиненијата против уапсените. Врховното обвинителство во врска со експлозиите против 11 лица покренало обвинение за злоупотреба и овластувања, како и немарност, пренесува Тањук. Во неодамнешните експлозии во Тјансен, кои што се случија на 12 август, животот го загубија 139 лица, а 34 се водат како исчезнати, соопшти Министерството за јавна безбедност. Повеќе од 500 лица се наоѓаат во болница. Властите ветија се опфатна истрага во Тјансен и упатија 5 истражни тимови. Собствениците на компанијата уште минатата недела признаа дека користеле врски со владата за да ги добијат потребните работни дозволи. Работнички доживеа пораз од 1-0 на гостувањето кај Рубин Казан и не успеа да го оствари својот сон пласман во групната фаза од Лига Европа. Македонскиот тим гордо се опростува од фудбалска Европа. Работнички не успеа да слави во Казан, но романтичарите оваа сезона поминаа одлични европски квалификации, покажувајќи уште еднаш дека се најдобриот наш репрезент. Денеска Рубин Казан беше подобар противник и заслужено победи со 1-0 и со вкупни 2-1 ги продолжува надпреварите во Лига Европа. Клучниот момент се случи во 35-та минута, кога Едуардо Карлос ја затресе мрежата на Работнички. Гол кој што на крајот се покажа победнички. Домакините имаа повеќе чисти шанси, како и да е фантастична партија на голот имаше голманот Божиновски, спречувајќи поубедлив пораз. Работнички се обидуваше да игра офанзивно и да го загрози голот на противникот. Македонскиот тим имаше иницијатива во финишот од надпреварот, но не успеа да направи уште едно изненадување. На крајот романтичарите со окрената глава се опростуваат од Европа и можат комплетно да се фокусираат на домашното фудбалско првенство, од кој оваа сезона ќе бараат излез на меѓународна сцена. Во пресрет на денот во чест на патронот и заштитник на Крива Паланка, вчера започна традиционалниот турнир во мал фудбал во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Во спортската сала Петар Попарсов фудбалските сили ќе си ги одмеруваат 10 екипи, а за најуспешните ќе следуваат пехари и награди. Богатата празнична, културна и спортско-рекреативна понуда во Крива Паланка е дополнета со уште еден омилен спорт меѓу кривопаланчани. Младите од ВМРО ДПМН во предвечерието на големите христијански празници Голема Богородица и Свети Јоаким Осоговски го реализираат традиционалниот турнир во мал фудбал, кој започна вчера, а надпреварувањата ќе завршат вечерва со прогласувањето на најдобрите. Годинава учество зема 10 екипи од општина Крива Паланка, како и од соседната општина Ранковце. Традиционално по повод патрониот празник на градот Свети Јоаким Осоговски, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Крива Паланка долги години наназад организира турнир во мал фудбал. Оваа година се одржува на 26 и 27 август во очи на празникот Свети Јоаким Осоговски во спортската сала Петар Попарсов. Само што започна турнирот, пријавени се 10 екипи од Крива Паланка и од Ранковце, ќе се надпреваруваат по патна елиминација. Како што кажав, планираме турнирот да трае 2 дена. Нормално, најинтересните надпревари се оние кои што ќе бидат во завршницата. Кривопаланчани и нивните гости денеска од 18 часот во спортската сала Петар Попарсов ќе имаат можност да видат возбудлив и квалитетен футсал, а секако се најуспешните ќе следуваат пехари и награди. Попладнево во Нион одржана ждрепката за годинешното издание на Лигата на шампиони. По реванш дуелите од последниот квалификацијски филтер се комплетираше листата на 32 тима кои ќе бидат дел во новата сезона од елитното надпреварување. Актуелниот освојувач на титулата во Лигата на шампиони Барселона одбраната на насловот ќе започне во групата Е, во која ќе играат уште и Баер Леверкузен, Рома, Бате Борисов. Најтешка според многумина е групата Д, каде за 2 места во осми на финалето ќе се борат минатогодишниот финалист Јувентус, Манчестер Сити, освојувачот на Лигата Европа Севилја и Борусија Менхенгладбах. Во преостанатите, во групата А се Парис Сен-Жермен, Реал Мадрид, Шахтјор и Малме. Во групата Б, ПСВ, Манчестер Юнайтед, ЦСКА Москва и Волсбург. Во групата С, Бенфика, Атлетико Мадрид, Галатасарај и Астана. Во групата Ф, Бајерн Минхен, Арсенал, Олимпијакос и Динамо Загреб. Во групата Г, Челси, Порто, Динамо Киев и Макаби Тел Авив, и во групата Х, Зенит, Валенсија, Олимпик Леон и Гент.
Надпреварувањето по групи ќе започне на 15 септември, а финалето ќе се игра на 28 мај 2016 година на стадионот Сан Сиро во Милано. Фудбалски трансфери и НБА скандал во преостанатиот сегмент посветен за меѓународната спортска сцена. Манчестер Сити го договорил трансферот на Кевин Де Бруин од Волсбург за сума од 80 милиони евра, тврдат англиските и германските медиуми. Двата клуба неколку недели интензивно преговара околу трансферот на фудбалерот. Де Бруин зад себе има брилијантна сезона, со 10 голови и 20 асистенции му помогна на Волсбург да освои вице-шампионската титула и купот на Германија. Манчестер Сити на Волсбург ќе му плати 74 милиони евра, а останатите 6 милиони германскиот клуб ќе ги добие низ разни бонуси. Трансферот на Де Бруин е втор најголем во историјата на англискиот фудбал, поно на Анхел Ди Марија, за кого минатото лето Манчестер Юнајтед на Реал Мадрид му плати 82 милиона евра. Шпанските медиуми во претходните 2 недели постојано изнесуваа различни гласини за иднината на Фернандо Љоренте, а со официјално соопштение согласи и Севиља, која конечно потврди дека поранешниот шпански репрезентативец ќе биде големо засилување за тимот на Унај Емери. Корпулентниот напаѓач бил на аеродромот во Севиља пред полноќ, а актуелниот шампион на Лига Европа потврди дека тој во текот на денешниот ден ќе биде представен како нов фудбалер на клубот. Фантастичниот плеймейкер Дерик Роуз немаше многу среќа со повредите во изминативе неколку години, но ова може да биде и најмал проблем за големата звезда на Чикаго во наредниот период, ако се знае дека на негова адреса пристигнаа сериозни обвинувања за силување на девојка. Како што се представила за американските медиуми, Джейн До го обвинила нејзиното поранешно момче за силување, како воедно и за присила да има сексуални односи со негови пријатели. До потенцирала дека решила да ја прикрива оваа случка во изминативе 2 години за да не го засрами своето семејство, но сега одлучила да го обвини Дерик Роуз за да му нанесе материјална штета и лош медиумски публицитет. Времето во Македонија беше сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од источен и североисточен правец. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Пријатна вечер.